Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Христијан Мицкоски продолжува со деструктивното, незрело и неодговорно однесување на штета на граѓаните, на државата и европската иднина. Протестите што денеска ги најави се последните обиди на Мицкоски за спас на неговата фотелја во Белиот дворец. Очаен и фрустриран од третиот последователен пораз од граѓаните, тој повторно ќе ги малтретира своите сопартици по улиците, како што тоа го правеше и предходно после секој негов пораз. Денес за струјата глуми загриженост оној кој ја поскапи за 100% и ја укина ефтината тарифа. Мицкоски ќе протестира против правдата која доаѓа, но нема да успее да ја спречи. Правда ќе има. Христијан Мицкоски упорно не се откажува од определбата земјата да оди назад. Еве го ќе протестира против европскиот пат и патот кој го избраа граѓаните, патот напред. Мицкоски ќе протестира против борбата со COVID-19, против повисоки плати, ќе протестира против европскиот пат и патот кој го избраа граѓаните, а тоа е патот напред. Граѓаните на овие фер и демократски избори му упатија јасна порака на поразениот Мицкоски, го оставија во опозиција. Мицкоски нема поддршка од граѓаните и повторно нема да успее. Поразениот од народот не може да се повикува на народот. Кога веќе ги најавува протестите, Мицкоски треба да каже кој ќе му ја плати логистиката за нивно одржување. Орце Камчев или Никола Груевски, или тоа ќе го направат по принципот 50-50. Почитувани, на едната страна се граѓаните и нивната европска определба, на таа страна и владата. На другата страна се Мицкоски, Груевски, Камчев и нивната определба да се оди назад. Мицкоски нема ниту сила, ниту начин да ја однесе државата назад. Граѓаните, државата, продолжуваат по вистинскиот, европскиот пат, а Мицкоски и ВМРО ДПМН остануваат заглавени во нивното деструктивно и антидржавно однесување. Благодарам.